Добро вечер, почитувани гледачи. Ве поздравувам од Македонски Брод, поточно од ресторанот Извор во Долни Манастирец. Вечерва општината, голема по територија, мала по број на жители, што го носи името на градчето во близина, Македонски Брод, е домаќин на ЕУ караванот низ Македонија. Соучесниците во неа, градоначалникот Милосим Војнески, бизнисменот Стојанчо Трпески и спортистот и професор по физичка култура Јовица Блажевски, ќе разговараме за очекувањата на нивните сограѓани, 7000 жители на општина Македонски Брод од членството на Македонија во Европската Унија. Господа, добро вечер, добре дојдовте во ЕУ караванот низ Македонија. Кога Македонски Брод ќе стане европски? Блажевски. Повелете го. Најпрво добро вечер, поздрав до гледачите на Македонската телевизија, посебен поздрав до гледачите од мојата општина, општина Македонски Брод. Сакам да кажам дека нашите очекувања не само на општина Македонски Брод, туку и на граѓаните на Република Македонија се дека за неколку години Република Македонија ќе биде членка на Европската Унија, а со тоа и општина Македонски Брод ќе биде европска општина. Блажевски, дали сте и вие како спортист оптимист како градоначалникот? Секако мора да се поддржуваме и да се помагаме исто како во спортот, со желби до цела Македонија, па секако и до нашата општина во што поскоро време, заедно сите, да бидеме дел од таа Европска Унија, која секако многу ќе ни помогне на сите. Трпевски, колку Македонски Брод е европски? Европски. Во секој случај располага со добри капацитети кои што може да бидат во Европската Унија и се можностите се многу големи. Многу ми навела дека станува збор за најубавиот предел во Македонија. Голем број го знаат по костените, печурките, пештерите. Брод е населен со кротки, питоми, но трудолюбиви луѓе кои и тоа како сакаат да ги живеат европските вредности и да ги практикуваат европските стандарди. Колку тоа им успева и зошто не бараат поголема помош од Европската Унија, од прилогот на колегата Миле Ристевски. Кога очекувате темпераментното маче да испушти крик на лав и да завладее, или темпирана бомба со идеи и стратегии, тоа е Македонски Брод. Мал град, а голема општина, со 51 село и вкупно население од 27.000 жители. Овде локалната самуправа е насочена кон подобрување на инфраструктурата на целата територија, од патната до водоводната. Се подготвуваат за експлозија на туризмот, пештерски, ловен и риболовен, езерски, алтернативен. Потенцијалите се огромни. Преубава природа, тука езерото Козјак, органската храна. Македонски Брод е обкружен со многу планини. Тука има можности за развивање на алтернативниот туризам, но се уште тоа е во развој и во идеја. Зад мене се наоѓа пештерата Пешна, која е малку позната во Европа, а сепак е импозантна со своето окно, кое е високо 30 метри. Станува збор за пештерски систем, кој кога ќе влезете во него, има што да се види. Но промоцијата недостасува. Околу Козјак, Здуње и Близанско веќе се продадени над 200 парцели. Треба да никнат хотелски комплекси и ресторани како овој. Пријатни амбиенти кои нудат спокојство и релаксација. Постои план за изградба на терени за голф. Покрај Пешна, тука се и Девините кули, но уште и неколку археолошки локалитети од римско време на кои им недостасува промоција. Македонски Брод со својата кроткост е првата општина во ЕУ караванот која не ги користи европските фондови. Навистина тешко да дојдеме до европските фондови, да ги искористиме средствата од европските фондови, затоа што споменавте и вие. Ние сме општина со голема територија, а мал број на жители. Условите кои се бараат, кои Европа ги бара од нас, треба да задоволува и одреден број на жители на одредена општина, за да средствата бидат доделени. Без двоумење, жителите на Брод ми велат дека живеат мирно, летаргично, малку се, и сите се познаваат. И сите посочуваат, им недостасуваат повеќе културни настани. Театар, кино, поетски вечери речиси да нема, а сакаат да слушнат убаво напишан збор. По теркот на останатите градови, добро би им дошло културно лето. Да заживее културно во лето.
А тука се и парите во прашање. Треба малку и финансиите да бидат поголеми, па ни треба можеби малку и едукација како да стигнеме до некои средства што ги нудат европските фондови, што би ги насочиле во развој на културата или во поддршка на некои манифестации. Ни недостасува градски музеј каде што би го собрале сето она што го имаме, експонати од времето во кое што живееле нашите, живееме ние денес, па би се чувало на едно место, па би го покажале и на некои други. Богоја Радевски, хроничар на Брод, и поречието преку Домот на култура се вложува максимално да го промовира регионот. Вели, кога би се отвориле нови работни места и младите би останале, би било се поинаку. Тој работи со млади луѓе. Ние се трудиме да се одржува она што постои како дејност, а тоа е, да речеме, во домот фолклорот, потоа театарот, ликовната дејност и други дејности, потоа манифестациите да ги одржуваме. И со помош на Министерството за култура и локалната самоуправа, некако работиме, обстојуваме, даваме програми, сакаме што повеќе граѓаните да ни бидат тука присутни, така да и младите, претежно работиме со учениците од основното образование, со учениците од средното образование. Вречието е познато по костените. Во Брод се одржува костенијадата на која може да се вкусат десетиците различни рецепти направени од костени. Ентузијазмот во Брод постои и е повеќе од очигледен. Да не треба малото градче и огромниот регион да добие мотивација повеќе, да не речам потурнување кон поголема афирмација. А дутите се на страната на мачето. Ете, разбравме од прилогот на Миле Ристевски дека општината Брод е една од ретките кои слабо ги користат парите од европските фондови. Зошто, градоначалник? Точно е дека послабо се користат, бидејќи тешко се доаѓа до парите од европските фондови, меѓутоа имаме искористено доста поединачно од европски држави. Поточно од Република Швајцарија имаме изградено плоштад во Македонски Брод, пешачка патека покрај реката Треска, а исто така од Република Австрија имаме изградено прочистителна станица во градот Македонски Брод. Све се тоа средства од Европска Унија, а од Европска банка за развој имаме асфалтирано 2 локални патни правци за село Лупште и за село Требовље. Ние продолжуваме и понатака да аплицираме, и се надевам дека во иднина повеќе ќе ги користиме овие средства. А зошто слабо ги користите? Велите тешко се добиваат парите од предпристапните фондови на Европската Унија. Немате доволно капацитет администрацијски да направите добра апликација или пак немате доволно идеја за креативен предлог? Проект. Ние имаме администрација една од најдобрите во Република Македонија. Тука ќе кажам дека нашата администрација обслужува уште 5 соседни општини, меѓутоа проектите што ги изработуваат проектантските куќи се многу слаби и не поминуваат во Европската Унија. Треба на тој правец повеќе владата да ни помогне да се афирмираат куќи што прават проекти кои поминуваат во Европска Унија, а нашата администрација е секогаш спремна да аплицира и да ги добие овие средства. Како татко на општината, кој е според вас најважниот проект со кој би го реализирале со помош на Европската Унија, кој лесно би го реализирале? Најважен проект сега во овој момент ни е проектот за развој на туризмот. Нашите сограѓани, нашите бизнисмени ќе има повик во месец октомври од Европска банка, од ИПАРД програма за развој на туризмот, за изградба на хотели. Нашата општина припаѓа во рурални општини и може да ги користи овие средства. Се добиваат 750.000 евра за изградба на хотел, од кои 50% се неповратни. И тоа треба нашите бизнисмени, тоа не е работа на општината, меѓутоа тука е администрацијата да им помогне, да аплицираат и да ги искористат овие средства. Со тоа ќе се отворат доста работни места и ќе дојдат гости кои ќе бидат на наша територија и ќе пребереме доста финансиски средства. Мене лично ми остави впечаток, патувајќи наваму, поминав 150 отприлика километри од Скопје преку Тетово, Гостивар, Кичево, Македонски Брод, па повторно малку на север кон Скопје, за да стигнам до Долни Манастирец. За потоа да разберам дека само 60 на километри од овде, преку Козјак и Националниот парк, е до Скопје, но патот не е како што треба. Можете ли, например, да конкурирате со проект за изградба на патот кај Европската Унија или пари ке барате од друго место?
Така, моја визија е да се пушти овој пат Скопје-Македонски Брод и многу значи за нашата општина. Меѓутоа, патот е прогласен за регионален пат и не е тоа работа на локалната самоуправа. Се надевам дека владата на Република Македонија ќе го вметне во наредната година во својата програма и овој пат да се доизгради, се работи уште за 14 километри макадам, да стане асфалт и со тоа општина Македонски Брод ќе се приближи до главниот град Скопје. Блажевски, што за вас како спортист, како млад човек значи Европската унија? Зошто Македонија природно припаѓа таму? Па, Европската унија би ни пружила конкретно нас спортистите, може би излез за нашите идни таленти кои гледаме дека многу тешко и многу макотрпно можат да се пробијат на европските терени или во европските клубови. Па моje размислување е, например, доколку Македонија би била членка во Европската унија, секако и нашите клубови ќе бидат подостапни за европските менаџери да дојдат да одберат наши таленти и да ги промовираат таму во странство. Секако и нашата општина тогаш би имала бенефит од самите исти од спортистите, младите ќе имаат желба да продолжат да спортуваат и да се надградуваат. Кога зборуваме за европски вредности и европски стандарди, што вам ви остава најголем впечаток? Колку е европски менталитетот на поречани, на броѓани? Па полека нашата општина станува европска со уведување на информатиката, компјутерите кои досега, например, кај нас можеби во некој од целата била и табу тема, но сега сме се поблиску до Европа и мислам дека е ред и ние да бидиме дел од нејзи. Секако помладите почнуваат да се едуцираат сега од најмали категории и заслужуваме да бидиме дел од таа унија и да ги црпиме бенефитите од истата. Трпевски, вие сте бизнисмен, угостител поточно. Слушнавме локалните власти, една од визиите за развој на општината е туризмот. Да. Како вие се рекламирате? Како европејците да дознаат што се поседува Македонски Брод како потенцијал, како убавина, за да ги привлечеме европејците во Македонски Брод? Се рекламираме преку интернет, највише интернет сајтовите што се, така доаѓаме до програмата за да можеме рекламираме све што тука ни помага и општината, пошто има своја страна на интернет страната каде што ги вклопуваме сите туристички места, така да на тој начин сакам во европските ова за да можеме да влеземе, да им покажеме што нудиме како природа, како територија и тие работи. Што вас лично ве задржа во Македонски Брод за да останете со бизнисот овде? Јас потекнам... Може ли од угостителство се живее добро во Македонски Брод? Па може. Може. Потекнам од Македонски Брод и се вратив назад, бевме иселени од овде и се вратив овде да инвестираме за рибник, земав и ресторан отворивме како едно село за да рачунаме дека може да привлечеме и туристи и поголем број на странци. Со тоа што рекламирањето преку сајтовите на интернет ни овозможува да дојдеме до тие. Никаде како дома, нели? Никаде како дома. И дали вашите прогнози и планови се остваруваат? Оди се според очекувањата или очекувавте повеќе? Кога решивте да се вратите и да инвестирате во татковината? Да. Условите за работа се добри, затоа што понудата и ситова цела природа што нуди поречието нема многу во светот и во нашите сограѓани од Македонија. Така да доаѓаат само да видат природата и да се... Така, посебни сте по многу нешта. Да. Градоначалник, што ќе се смени во Македонски Брод кога Македонија ќе стане членка на Европската унија? Па ќе се сменат многу работи. Прво ќе се сменат навиките кај нашите сограѓани. Во Европа треба да се работи, за да се заработи, за да се обстојува. А во овој момент кај нашите сограѓани повеќе се очекува други да отворат бизниси, тие да работат и мислам за во Европска унија ќе станат сите можат да бидат бизнисмени и тие да вработуваат други луѓе. Да, но луѓето од Македонски Брод се задоволни од она што го имаат и знаат што сакаат. Што очекуваат од членството на државата во Европската унија, ќе видиме од следната анкета.
очекувате од државава кога ќе влезе во Европската унија? Да ни се направи што треба све. Да се отворат некој погончина тука, да се запости народот. Тоа ти е. Очекуваме се во очекување сме, ама се џабе. Еве, се уште ја имам син 32 години невработен. Ние се мачиме, сне биле на работа, сега сне без работа и мора со да се занимава. Луѓето нема работа, 90% се без работа. Од тие што се тука останати, а тие што се заминати, младенци овдека нема. Па повеќе работи недостасуваат, нарочито работа, млади се без работа, нема доволно работа. Многу малку европски се живеат во нашиот град. Запослување нема ништо, така да населението, освен што нешто има вработено во полиција и општина, друго нема ништо. Па не ни недостасува ништо. Мирен живот. Јас од Пласница сум. Имаме добар соживот. Почитувани гледачи, ве поканувам и вас да се вклучите во емисијата ЕУ Караван низ Македонија. Вечерва општина домакине Македонски Брод. Пишете ни, јавете се со коментар, забелешка или прашање за некој од вечерашните гости. Предност ќе им дадеме на луѓето кои се во публиката, кои се со нас вечерва во ресторанот Извор во Долни Манастирец. Ве молам, представете се и поставете прашање до некој од вечерашните гости. Добро вечери од мене. Јас сум Бобан Јандрески, професор по информатика. Имам прашање до градоначалникот Милосим Воњевски. Како да се запре иселувањето на младите од нашиот град? Што тука може да понуди општината и како може да помогне Европската унија? Па, иселувањето од нашиот град може да се запре единствено со отварање на нови работни места, а со влегување на Македонски Брод и на Република Македонија во Европска унија ќе се отворат повеќе работни места, бидејќи има доста неискористени капацитети. Така, нашата општина 70% од својата територија е покриена со квалитетни шуми и сме по подрага на бизнисмени кои ќе отворат бизнис од областа на дрвната индустрија и не само од дрвната индустрија, од областа на туризмот, како што кажав, да се отворат повеќе работни места, да останат нашите сограѓани, да не се иселуваат. За среќа, последните 3 до 4 години имаме зголемување 2 до 3% на годишно ниво на бројот на население во општина Македонски Брод. Професоре, ако сте задоволен од одговорот, дозволете јас да ви поставам едно прашање вам. Да, благодарам за одговорот. Што вие како информатичар, какви потенцијали за вашата струка ви нуди Македонски Брод? Каде сте професор по информатика, што правите и како се живее? Вака, јас сум професор во основното општинско училиште Свети Климент Охридски. Како што кажавме, имаме моментално доволно паралелки, но бројот може да биде подобар со запишувањето на повеќе деца и да има повеќе работа и за младите. Надарени ли се малите децата во Брод за информатика, за информатичка технологија? Да, надарени се, може да се задоволиме од тоа што го пружува децата. Така, ви благодарам, повелете со следното прашање од публиката. Добро вечери од мене, Дијана Јовановска, по професија информатичар. Ме интересира едно конкретно прашање имам за гостите. Дали, што сметате, дали поречаните се добри предприемачи или очекуваат некој друг да им обезбеди работа и плата? Јас и претходно кажав во овој момент, за жал, повеќе нашите сограѓани очекуваат друг да ги отвори работните места, тие да работат. Меѓутоа, тука е локалната самоуправа со едукација и нашите сограѓани да сватат дека и тие можат да станат бизнисмени. Владата има добри мерки, дава доста финансиски средства и тие да отворат најпрво мали бизниси, семејни бизниси и од тој аспект очекувам дека со нашата едукација повеќе нашите сограѓани ќе се едуцираат да отворат работни места. Благодарам на одговорот. Трпески, вие се согласувате со оценката на градоначалникот дека слабо развиен предприемачки дух имаат броѓани? Се согласувам. Вие личност
Не се согласувам со тоа што го кажа, иначе инаку е дека има луѓе кои што имаат потенцијал за да работат оваа работа, повеќе се луѓе што биле иселени и што сакаат да се вратат за да направат бизнис оди и да отворат работни места. Да, македонците се добри или помалку добри предприемачи, а европејците одамна прават добар бизнис со сонцето, иако тоа не ги грее толку добро како што не грее нас овде на југ. Сега за сега работите мрдна од мртвата точка кога станува збор за сончевата енергија. Дали германците ќе успеат да го разбудат заспаниот тигар? Од прилогот на колешката Сунчица Николовска. Зимскиот сон за недопрените убавини во поречието речиси е завршен. Се создаваат услови за активирање на природните ресурси во функција на производството на електрична енергија. Пред неколку години Електроизраел испитал дека во овој дел од Македонија има најмногу сончеви денови. Оваа предност ја искористи германска компанија од Мемингем. По иницијатива на македонскиот иселеник Сашо Змејковски во близина на селото Инче треба да се постават фотоволтаични панели кои ќе произведуваат 1 мегават електрична енергија. Инвестицијата вредна милиони евра е финансирана од Европската банка за обнова и развој. Го разгледавме целиот крај овдека и едноставно се одлучија за овој проект овдека затоа што е едноставно, како да кажам, идеален за фотоволтаичната централа. Производството на електрична енергија од обновливи извори кај нас нема долга традиција. Европските држави имаат помалку сончеви денови, но паметно го користат сонцето, вели Змејковски. Што е до фотоволтаик во Германија ги има премногу. Значи се искористува максимално. Значи не само на отворени површини како овде, туку и на приватни кровови, куќи и така натаму. Германските инвеститори кои ќе градат фотоволтаичната централа во Македонски Брод, низ Европа имаат и над 40 на мали хидроцентрали. Заинтересирани се за вакви инвестиции за производство на струја и во Македонија. Брзите планински реки нудат можност за изградба на мали хидроцентрали. Предвидени се 16 локации за искористување на водните потенцијали на поречкиот регион. Локалните власти велат дека има заинтересираност. До сега концесија за вода има добиено 5 инвеститори. Над 50% од Бродскиот регион е покриен со шума, со што се возможува и развој на дрвната индустрија. Оваа прилепска фирма веќе десетина години во Македонски Брод произведува столици и маси за домакинствата и за угостителските објекти. Велат дека тука се најквалитетните дрва. Значи, нашето производство е заснивано од набавка на трупец до финален готов производ, кој што го пласираме директно кај потрошувачот. А трупците исклучиво ги набавуваме на подрачјето на општина Македонски Брод, пошто знаеме дека општината е доста богата со квалитетна сировина, претежно букова, граѓа. Чешката компанија која правува со поранешен сувенир во Самоков е најголемата странска инвестиција во Македонски Брод. Пред 2 години ја купиле фабриката, вработиле 100 луѓе и го рестартирале производството. Нашите залагања се да имат од секое семејство по еден вработен како би могле да екзистират и крајот и луѓето во него, затоа што другде и не гледаат тие некоја посебна перспектива. Во Самоков постои само фабриката Сумбро Трейд. Слабата населеност во поречкиот регион е најголемиот предуслов за зачувување на природните реткости и убавини. Малото градче, завиено со планини, својата европска иднина ја гледа во обновувањето на старите погони, во отворањето нови производствени капацитети, во искористувањето на природните ресурси за производство на струја и за развој на туризмот. Во меѓувреме се полни и нашето сандаче на Facebook профилот EU Караван низ Македонија. Да го видиме првото прашање од гледачите. Европа прави пари од сонцето, ние не го користиме доволно. Зошто? Еве, веројатно инспириран некој гледач од прилогот на Сунчица Николовска. Па еве имаме пример дека општина Македонски Брод е меѓу првите општини во Република Македонија која изврши урбанизација за сончеви фотоволтаични централи и во моментов една
локација се продаде за 1 мегават, меѓутоа имаме објава и во овој момент течи уште за 3 мегавати фотоволтаични централи и денови има најава на бизнисмени од Република Турција. Се надевам дека во текот на овој месец и уште тие 3 фотоволтаични централи ќе се продадат и ќе се произведува електрична енергија од сонцето што грее во општина Македонски Брод. Блажевски Трпески вели дека не бива за угостителство и за туризам. Градоначалникот е малку поумерен кога кажува колку бројани ги бива за бизнис. Надарени ли се поречани бројани за спорт? Па да, еве може да се пофалиме нашето училиште конкретно со помалите генерации. Изминатите години 2-3 ние веќе редовно ги освојуваме златните медали во машка и женска конкуренција за голем фудбал. Оваа година и машките и женските екипи беа шампиони на Македонија, а девојчињата успеа да освојат и второ место во футсал, во конкуренција за основни училишта, организирани надпревари од страна на Федерацијата за училишни спортови, што значи дека имаме добра основа, со добро вложување, со напорна работа. Мислам дека тие генерации можат да повлечат и други, па во иднина да имаме и прволигашки екипи, кои би не представувале и во земјата, секако и надвородне. Еве со одговорот испровоциравте љубопитност во публиката за ново прашање. Повелете, представете се, веројатно до Блажевски. Добро вечер од мене, јас сум Зоран Трпчевски, дипломиран професор по историја, но како влюбеник во спортот, испровоциран ќе постане прашање конкретно брз за тоа. Луѓето се намисла дека за да имаме спортски успеси, потребни се финансиски средства. Но сведоци сме дека и одредени сиромашни општини, сиромашни земји бележат врвни спортски постигнања. Барам конкретно мислење баш за таа тема, размислување. Па секако дека спортот е главно поврзан со пари. Јасно ни е на сите. Значи се што е поврзано со спортот мора финансиски да се издржи. Може би успесите на другите држави се темелат на тоа што тие ја откриле својата надареност на нивните најмлади или например го одбрале спортот со кој што знаат дека ќе успеат, се насочиле кон него и затоа ги имаат тие успеси кои ги забележале. Може би кај нас и тоа треба да се направи една политика, да се види кој спорт би ни лежал најмногу, да се инвестира тамо и би требало и успесите сами да стигнат. Да, ако сте задоволени од одговорот, да одиме со следното прашање од нашите гледачи поставено на Facebook профилот. Парите што општината ги добива за имотите околу Козијак од концесионерите од туристите може да се искориста за изградба на културен центар во кој ќе има кино, театар, сцена или пак за нешто друго. Слушнавме во некој од прилозите дека дел од граѓаните на Македонски Брод се жалат дека нема доволен број на културни манифестации. Еви ова прашање во тој контекст, Војневски, повелете. Така, овие средства што ги прибираме од продажба на градежните парцели, од средствата за комунално уредување, ги користиме за изградба и реконструкција на улици, водоводи од локалната инфраструктура. Исто така, од овие средства ние употребуваме и за културните манифестации. Не е точно дека нема културни манифестации, кај нас има 3 поголеми културни манифестации. Една од тие е Костенијадата, каде го промовираме костенот, кој го има во изобилство, има шуми од костени на наша територија и е најпознат костен со најмногу шеќерни единици, кој се продава низ цела Европа. Во текот на минатата година од нашата општина имаше извоз над 1000 тони костен од поречието низ цела Европа и во соседните држави. Исто така на наша територија имаме поречки Панаѓур. Тоа е Панаѓур каде доаѓаат сите иселени од нашата општина, не само во Република Македонија и надвор од државата, каде доаѓаат со нив и други гости и вршиме промоција на нашата територија општина Македонски Брод. Исто така имаме манифестација носење на кулите, кој е единствено великденски кули, единствена манифестација можда и во светот. Тоа е наше обележје, каде еден ден во годината нашите предци го откупиле во турско време за тој ден, на трет Великден, нашите да бидат на вториот ред, а на првиот ред, како понижени да бидат турците, го купиле со товар злато, што покажува дека нашите сограѓани од секогаш биле борбени и во историјата имаме дадено доста борци што со традиција, со манифестации продолжуваме да ги славиме и ќе продолжиме и понатак.
Блажевски, освен културни манифестации, на дел од луѓето од Брод велат дека им недостига простор за рекреација. Дали е така? Запоставен ли е спортот во градот или има доволно спортски објекти? Пред неколку години нашата општина не можеше да се пофали со центри и со спортски активности кои ни се нудеа нас помладите. Но сега, благодарение на владата на Република Македонија, и на општината, и на градоначалникот, се изградени 2 нови спортски сали, реконструиран и изграден стадионот, фудбалски, сега во план изготвување и изградба на тениско игралиште. Секако дека можеби нешто недостасува, можеби некој забавен парк или некој картинг патека или што и да е, но се надеваме дека во иднина знаеме дека градоначалникот е расположен да ни помага нас младите и се надеваме дека сето тоа ќе се заокружи во следните години и ќе бидат задоволни секако помладите, а и постарите жители на општината. Трпевски, освен градоначалникот и некои други градоначалници и голем број бизнисмени сметаат дека европејците не ги даваат парите многу лесно. Имате ли вие некакво искуство или впечаток дали навистина тешко да се конкурира за помош од европските фондови? Па и тешко е да се конкурира од причина што многу треба вложување и истото што кажа градоначалникот дека на проектантските куќи со кои што соработуваме многу тешко се доаѓа, доколку ЗКД фондовите што се за поддршка на рурален развој овозможуваат и еве за купување на рибникот за добивне доволен кредит со минимални камати преку што е земјоделскиот кредит за рурални. Манастирски, пештерски, езерски, каков туризам треба да развива Брод? Што мисли градоначалникот, што мислите вие? За каков туризам имате најмногу шанси и за каков туризам може да очекувате најголема поддршка од Европската унија? Па најголема поддршка можеме за развој на туризмот, пештерскиот туризам, бидејќи има 15 пештери на наша територија, има пештери каде што не стапнала човечка нога досега, заштитени сталагмити, сталактити. Исто така езерскиот туризам, бидејќи најголемото вештачко езеро се најдува на наша територија, езерото Козјак, кое сакам да кажам, имаме иницијатива да се преименува во Поречко езеро, имаме одлука на Совет да биде Поречко, да си го добие името каде се најдува, а исто така идеални услови имаме за развој на ловниот туризам, бидејќи имаме над 100.000 хектари ловишта, каде стопанисува нашето ловечко друштво Песјак од Македонски Брод, исто и тие градат ловечки дом во селото Тажево, каде ќе доаѓаат ловци и од соседни држави и од Европска унија, се со цел, како што кажав, да се отворат нови работни места и да се придобијат финансиски средства за нашите сограѓани. Така. Што може градот да им понуди на странските инвеститори? Освен се, она што досега го споменавме, дали е од природните убавини, туризмот, нешто друго посебно? Така, ние можеме да понудиме и локации за изградба на фабрики. Сакам да упатам благодарност до владата на Република Македонија. На последната седница на влада донесе одлука 200 хектари до нашата мала индустријска зона во Македонски Брод да се урбанизираат за 40 локации за мали фабрики и се надевам дека од промоцијата што ја врши владата, некои од инвеститорите ќе дојдат и во Република Македонија, во општина Македонски Брод и се надевам дека ќе се отворат работни места. Ние ќе ги нудиме локациите, а ствараме услови, изградба на улици, инфраструктура, вода, струја, све да донесеме до локациите, се со цел да се изградат тие фабрики. Тоа ќе значи вработување за жителите на Македонски Брод и автоматски останување дома во родниот град, да се запише селувањето. Тоа е ние и основната цел, да го задржиме нашето, посебно нашето младо население, да остане тука и за наредните години од 7.500 жители, наредните 10 години барем да дојдеме до 13.000 жители. Како стоите со демографијата? Сега спомнавме во најавата еден добар податок дека бројот на запишани првачиња е поголем од минатата, но генерално во опаѓање на наталитетот. Блажевски, вие како млад човек гледате ли својата иднина? Сакате ли да се ожените тука и да создадете ваше семејство овде или планирате да заминете од Брод? Јас сакам да останам тука и им препорачувам на сите да останат тука во нашиот крај, затоа што кога се сака, се може. И мислам дека со малку поголем труд, дека можат и тука да си ја најдат својата екзистенција, да основаат семејство и на еден достоен начин да го поминат својот живот.
Градоначелник, нешто околу бројките за демографијата? За среќа, бројките се зголемуваат, тука и општината има свој удел, ги подпомага нашите ергени од општина Македонски Брод. За женитба имавме проект за одење во Украина, меѓутоа заради граѓанската војна тој проект се спречи, меѓутоа подпомагаме финансиски за одење во Албанија, така да последниве 5 години на наша територија има донесено 80 невести од Албанија кои имаат родено 192 деца. Продолжува и проект и нашите бејќари ги поддржуваме финансиски да одат и понатака, бидејќи нашите млади девојки сакаат повеќе да живеат во големите градови и има недостаток на млади невести за нашите бејќари. Како ќе ги охрабрите овие млади девојки во публиката да останат овде? Па ние ги охрабривме со тоа што ги вработивме. Повеќето се вработени, повеќе во просветата, а со тоа им створивме услов да останат тука и да си оформат своји семејства. Веројатно како општина имате збратимени општини од Европа. Кое нивно искуство ви се допаднало многу, па сте обидали или сте го пренеле во вашата општина? Така, имаме збратимено со град од Република Бугарија и таа е единствена европска држава. Оттаму доста имаме искуства, повеќе од 6 години сме збратимени. Најмногу искуства од областа на урбанизација и продажба на градежни парцели. Тоа го применуваме и доста ефикасно и најмногу финансиски средства добиваме со урбанизација и продажба на градежни парцели за индивидуални куќи, за мали фабрики и други објекти. Блажевски, рековте дека последниве години општината може да се пофали со зголемен број на спортски објекти, односно места каде може да се анимираат младите таленти од Брод. Во тој контекст ве прашувам екипа од Брод во првата лига во некој од екипните спортови. Дали е тоа сон или реална можност? За сега само сон, но ние нема да се откажиме, упорни сме во поддршка со градоначалникот и општината. Секојдневно се трудиме и се надеваме дека за неколку години Македонски Брод ќе се пофали со една екипа која ќе не презентира во некоја од првите македонски лиги. Зошто е за сега само сон? Па можеби затоа што сме имале еден мал застој на генерации, една дупка која тешко се пополнува, па сега малку да ги мотивираме најмладите да почнат, па кога ќе им дојде но во секој случај работите тргна од мртва точка, ентузијазмот е зголемен. Јасно, се трудиме, работиме и се надеваме дека тоа ќе вроди со плод. Господа, дали прво поречани ќе станат европејци или пак европејците ќе дојдат во Брод како туристи или како гости? Што мислите? Каков е вашиот впечаток? Трпески. Јас мислам дека европејците ќе дојдат и како гости, а и дека поречени ќе станат европејци. Па веќе ќе дојдат ли европејците како инвеститори, како туристи или бројани ќе станат европејци? Па веќе доаѓаат како туристи, ги има на целата наша територија и како инвеститори. Фабриката Сувенир се бизнисмени од Чешка република, еве сега со фотоволтаична централа бизнисмен од Република Германија и се надевам дека ќе продолжи оваа тенденција и Европа да дојде кај нас во општина Македонски Брод. Како го замислувате Македонски Брод по 10 години? Каква е вашата визија за вашата општина, за вашиот роден крај? Мојата визија би била и желба и порака. Македонски Брод да биде еден мал, но убав европски град, исполнет со неколку нови инвестиции, со неколку фабрики, кои ќе им го олеснат животот на младите, со спортски екипи кои ќе ги на некој начин прифатат сите деца и секој дете би се нашло во некоја спортска гранка или во некој забавен парк, да има рекреација за младите и најмладите да имаат желба, да сакаат тука да останат, тука да живеат и тука да работат и обстојуваат, а не да одат во странство затоа што нешто било подобро таму. Никаде како дома, впрочем, рече Трпески. Јасно. Македонски Брод 2024. Се надевам дека 2024 општина Македонски Брод заедно со Република Македонија ќе се најдеме во Европска унија, а нашите граѓани ќе бидат европејци со многу вработувања, со мал број на вработени, со среќни семејства, со убав живот и со развиена општина Македонски Брод. Трпески, каква е вашата визија? Исто.
дека се подобруваат условите, дека доколку додеме во Европска унија, дека ќе уште подобро ќе може да се зголеми капацитетот и да се и вработувањата, а штом ќе има вработување ќе може и нашата бранжа угостителство подобро да уште повеќе да функционира. Така да со тоа што би требало кога ќе станеме во Прејани да бидеме баш европски град. Македонски брод ќе стане европски кога Македонија ќе стане членка на Унијата, дури и побрзо, бидејќи има мал број на жители, а голем број на потенцијали. Поречани многу брзо и вешто учат како да ги искористат на најдобар можен начин. Почитувани гледачи, вам ви благодарам на вниманието. Идниот четврток ЕУ Карван од Охрид. Довидување.